Време за култура и секако една убава интеракција со еден од нашите најпрепознатливи кореографи и македонски танчери со богата историја зад себе. Ако пред неколку месеци јас и Ибана баш се сеќавам дека го лоциравме во еден од во Русија, град во Русија, ќе ни каже точно од кој можеби град ни се. Знам дека беше некои минуси, колку температури ни спомена. Сега претпоставам дека во некоја друга потопла дестинација ни се јавува нашиот Игор Киров. Ки ти посакаме вака виртуелно хибридно добре дојде на фреквенција на Телма, Игор, и вистина е чест и задоволство секој пат да бидеме сведоци ние гледачите на Телма, па и особено публиката која била конкретно присутна во Град театар во Будва, каде што се отвори 40-тото јубилејно издание токму на овој фестивал, и тоа со твоја проекција, животна проекција низ секако инспирација од Негош, Ног поскапа од векот, една современа кореографија и танцов спектакл од нашиот Игор Киров. Игор, добро утро. Добро утро и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија, поздрав до вас двајцата и ето изменување што не можам да бидам моментално таму, но се потрудив да избегам од пекло во Скопје, моментално се наоѓам во Претор, во една приватна место каде што можам да ги наполнам батериите, да се одморам после скоро 2,5 месеци работа. Активно работа. Во Белград. Да, па видите, јас за пола година извадив 2 целовечерни представи, што не е баш малку да се сконцентрираш. Прво беше Русија, сат и 10 минути целовечерна представа, и сега работата беше во Белград, затоа што е копродукција на Битев театрот и фестивалот Будва Град театар, и представата за Негош, Ноќта поскапа од векот или Ноќ скупја века. Така да, после одморот и премиерата кој што имав таму, ми фалиш уште малку простор да се одморам, да наполнам батерија, еве сум во Претор, малку одморам, затоа што за месец и пол пак треба да се вратам во Белград. Да, веројатно така помирните места како што е Претор се особено соодветни за уметниците кои што некако треба да го расчистат умот или да речеме да соберат енергија, како што велиш, за понатамошна креативност и инспирација во работата, бидејќи токму таа работа е составена или неопходен дел е токму креативноста и инспирацијата. Несомнено е дека Игор ке тебе и креативноста и инспирацијата и моќта која што се пренесува на сцената, поточно твојата визија во однос на таква реализација остава голем впечаток кај публиката, нормално не само македонската, туку ширум светот, онаму каде што умееш тоа да го направиш и да го покажеш, но веројатно во текот на долгогодишната кариера со ист ентузијазам или жар се пренесува сето тоа, и верувам дека тоа е едно константно ниво, заради тоа што токму тоа е потребно за да се создаваат вакви нешта. Па еден впечаток за самото учество на овој фестивал, меѓу другото едно од многобројните, а истовремено и за инспирацијата која што ја споменав. Прво беше многу драго што прв пат имам соработка со Битев театрот. Битев театрот, за гледачите кои што не знаат, еден авангарден култен театар кој што е во Белград, кој што е надвор од оквирот на народен театар, еден театар кој што продуцира современи представи и во соработка со Министерството за култура на Црна Гора, поточно фестивалот Будва Град театар, успеавме да склопиме, да направиме една представа која што беше посветена или инспирирана од песната на Петар Петрович Негош, Ноќта поскапа од векот, една песна која што напоема ствари кој што тој самиот со себе ја има, кога има напишено, има спалено. Песната е објавена после неговата смрт, пронајдена е објавена, една љубовна песна која што сите знаеме. Петар Петрович Негош бил владика и во тоа време да се размислува за женска особа или да се пишува еротски песни било mission impossible. Да, невозможна мисија, што би рекле, да. Невозможно, така е. Така да песната е посветена на една девојка која што тој ја сретнал на патот во Истра, и тука почнува целата приказна. Заедно со драматургот од Белград, Ѓорѓе Косич, успеавме да направиме една ретроспектива на неговиот живот, а во исто време да метнеме и поемата која што е напишена внатре.
Во представата имаме 9 машки и една жена, која што ја символизира таа жена која што тоа е сретнал во облик на вила, една особа која што е is just impossible to catch it, but ако се кажа, но сепак на крај успева да ја добие. А представа за кој што музиката, сценаријата, сценографијата, костимографијата беа специјално направени за како што го најаве и публиката и новините во Црна Гора, па и во Србија, спектакуларен танцов перформанс каде што луѓето кои што беа присутни на премиерата беа воодушевени да се за прв пат постави, направи балет каде што се која е посветен уствари на Његош. За црногорците значеше многу, затоа што конечно и они си добија свој балет посветен на еден од основачите на црногорската земја, црногорската нација, на црногорската вера и така натаму. Интересно е дека секој пат се обидуваш да ја најдеш конкретната рамнотежа и атмосфера помеѓу традицијата, наследството и во случајот кореографијата, да се одговори, можеби, нели, со предизвиците на современиот танц и она што можеби новата публика, ама и новите танчери го бараат, бидејќи ти си години, децени, нели, присутен на балетската сцена како кореограф. Меѓутоа, еве, кога спомена за Петар Петровиќ Његош како автор, чиј јазик е исклучително богат, филозофски и символичен, како може успешно Игор Киров да ги детектира тие убави мигови, како се, да речем, преведува, ако смеам да кажам, поезија во движење, без да се загуби нејзината суштина и да не ја навредиш, повредиш сепак, да речам, црногорската заедница и нашите сограѓани таму. Така е. Па, после долгомесечно истражување, работа, размислување заедно со драматургот со кој што работев, отидовме на детали кои што се на абстрактен начин поврзани со сето тоа, значи не премногу, како што има наведено во неколку други интервјуи, дека современиот танц не се глуми, современиот танц се игра, се чувствува, се осеќа на сето тоа. Така да успеавме заедно со играчите и со драматургот да некој детали од таа поема, од либретото како беше поставено, да влеземе во наративот на тоа што Његош, како што е реков, Његош не се опишува, Његош се игра, се чувствува. Така да секое претерано глумење или додавање или емфасиз на сето тоа, мислам дека ќе го срушише целата целина. Така да успеавме, затоа што и Битев самиот по себе како театар е авангарден театар кој што ја некој начин не поддржува превише over-exaggerating на сето тоа. Така да успеавме еден модерен, современ начин, пристап заедно со сценографијата кој што беше на голема карпа поделена на 9 карпи кои се отвора со костими кои што го развлекуваат покрито и даваат една голема нијанса и пред се со музиката во живо и благодарејќи најголемата инспирација што им беше музиката на Елена Поповиќ кој што навистина направи прекрасна музика кој што од почеток до крај не само мене како кореограф него и целиот тим на играчи и на цел тим кој што функциониравме внатре не понесе да добиеме уште еден голем плюс, една поголема инспирација да таа представа премине во еден танцов спектакл на сцената, како што реков, имавме и музичари во живо, така да амбиентот во живо кога ќе слушаш музиката, кога ќе видиш играчите како дишат, како пулсират во емоциите кои што и се зададени, а на сето тоа најубав амбиент не додаде затоа што представата беше испред тврдината во стариот град на Будва. Каменот сам по себе е символ на Црна Гора. Така да некако каменото сцена со каменото позадина играчите, музиката се вклопија во едно и ето успеавме за колку е сати, 8-9 минути, колку што трае представата, да ја понесеме публиката која беше присутна на премиерата и да ги одведеме на едно патување кое што да рефлексираш сом, па да биде малку и пристојно, скоро 10 минути на аплауз, не враќа, ги враќа играчите. Игор, со оваа представа се отвори театар Град во Будва? Така, се отвори 40-тото издание на фестивалот Будва Град театар, а самата представа
а ќе доживее и своја белградска премиера, затоа што од 2 октомври, кога е закажана белградската премиера, останува на репертоарот на Битев театрот, како што реков на почетокот, затоа што е копродукција со Битев театор. Така да представа правена за Црна Гора, но својот век за играње и за гледање на публиката ќе биде во Белград и јас се надевам наискрено дека како што не се плановите пред нас, дека ќе продолжи да живее не само во Белград, него и регионално, па можеби малку повеќе, но тоа кога ќе ги имаме детаљите околу сето тоа ќе знам и јас точно што се дешава. Така, Игор и пред малку спомена за сите оние работи кои што се составен дел од крајниот ефект и доживувањето на публиката и веројатно сето тоа е една одлична целина за да може така да се доживее. И унако е меѓу другото и Тилма го сподели на самото отворање на фестивалот и постои како информација на tilma.com.mk. е дека ова е сценски проект со голем формат кој на сцената собира 9 танџери и 3 музичари, нудејќи и на публиката едно уникатно искуство кое што ги комбинира современиот танц и живата музика. И кога веќе зборуваме за вакви комбинации, кога зборуваме за нешто покомплексно, кое представува веројатно предизвик кај секој уметник, особено кореограф, секој нов предизвик носи нешто ново како детал кој што можеби публиката го забележува или можеби не може точно да го детектира, но навистина може да го почувствува тоа, бидејќи велиме дека тука станува збор тотално за споделување на емоциите, она кое што го оставаат танчерите на сцена, она кое што сака да го пренесе кореографот и тоа што треба да го прими како порака самата публика. Па колку тој аспект ова беше предизвик за во една таква, да речеме, сценографија или целина со таков простор и можност на сцена да се изведе ова кое што е тотално изначено за тамошната публика. Вака, не само за тамошната публика, тоа беше и предизвик за мене. Секоја моја нова представа е предизвик. Јас не влегувам во представа ако немам предизвик. Затоа што имате кореографи кои што едноставно штанцаат и влегуваат затоа што се финансиски и ми е потребно тоа, но за разлика и од другите, јас кога ќе земам предизвик пред мене или ќе правење нова представа, ми е прво добро ќе го размислам дали и колку јас имам мене лично ме представува предизвик. Пример, кога ќе споредам ова година, значи имав премиера во Нижни Новгород, каде што беше тотално прво стилски различно, сценски различно, музички различно, и кога ја добив понудата за правење на Нокита поскапа од векот, едноставно реков да, затоа што ми беше предизвик, затоа што се прешалтав или се пребацив од еден класичен изречај на покрити, на емоции, на еден повеќе можеби танц театров начин на кој што за мене представуваше предизвик во Русија, сега го прифатив затоа што знаев дека се прво модерни играчи, модерна музика, пред се модерен текст, еден текст кој што е вечен и нешто што мислев дека и тоа се остави на крај дека кога ја прочетив прв пат поемата реков да, тоа е и ќе се потрудам да тие зборови ги префрлам во танц, а тој танц се префрли преку емоција, ја види својата светлина. Успеав, го направив и тоа публиката го препозна, а ми беше многу драго затоа што танчерите толку многу се дадоа во сето тоа тоа е еден многу голем плюс кога заедно со танчерите ќе се кликне, ќе се добие таа конструкција заедно и публиката го виде тој финален продукт, аплаузот си го покаже своето. Супер, ќе ти дадеме само убави поводи вака да се гледаме и честитки, бидејќи си еден од ретките македонски уметници кои што изградија европска кариера, преку љубовта без да загубат врската со Македонија, Игор, така што претпоставам дека успехот во странство некој пат те учи и генерално за светот и некој пат повеќе ќе те натера да си ја откриеш и дури и собствената култура. Ќе ти посакаме пријатно и мирно лето, само да прашаме дали можеби имаш следен настан за кој што треба да се видиме и вака да го најавиме или ќе одмориш здравје до септември? Вака, здравје Боже, еве са shortly, што би се рекол на брзинка ќе го, значи сега се одморам, доаѓа како што реков белградската премиера на 2 октомври, потоа заминувам во Словенија каде што треба да почнам ова представа, премиерата е закажана за почетокот на декември. Значи, тотално исто представа која што е нова, со нова музика, нова сценографија, све заедно. Потоа, доколку биде се како што треба, добив понуда од Народно поздружјство во Белград за нареден јуни да ја изведам премиерата
Ромео и Јулија по музика на Прокофиев, голем балет, балет во два чина за балетот на Белградско народно позориште и Здрави Боже нареден јуни, уште сега сум букиран, после 4 години пак ме побара во Русија, во Санкт Петерсбург, во Академијата на Борис Ефман, да поставам нова кореографија за наредно лето, премиерата е закажана 27 јули. Така да, од сега, значи сега сме јули до нареден за јули. следно лето, браво. Да, здравје Боже, да го губи, значи, годинава ќе изведам 3 премиери, прошлата година изведав 3 премиери, тоа е некој си мој, 2 до 3 премиери годишно ми е некој си мој добар баланс за да можам јас емотивно, психички, физички да разработам и изградам 2 успешни или до 3 успешни премиери. Ова година, како и претходната, 2, здрави Боже, за наредна година имам исто 2 за сега, пак ќе видиме да сме живи и здрави во кој правец ќе се движи сето тоа. Супер. Одлично. Приградски бакнежи од целата редакција на Утринска на Телма. Убаво лето уште еднаш и се гледаме од септември во пресак можеби на белградската премиера. Така, да сме живи и здрави, благодарам на одвоеното време и посакувам на вас пријатно лето, да сте живи и здрави, па се гледаме. Поздрав до сите. Поздрав, Игор, се гледаме.